Здраво, добро дојдовте уште еден видео, каде што ова видео ќе разгледаме како всушност се создава толку големиот диверзитет на рецептори за антигени, односно како се создаваат толку антитела. Сега, повторно на кратко само, значи ова да речеме дека е нашиот организам и ова дека се некакви страни тела, овие сини молекули, кои најчесто се некои патогени организми кои што имаат асоцирани протеини со нив или слично, или пак може да бидат некакви со токсини, не е битно. Сега, да речеме дека тие страни тела се внесуваат во нашиот организам и во нашиот организам ги имаме овие имуни клетки кои што произведуваат одредени антитела кои имаат протеинска природа, така што овие антитела може да ги сврзат, односно да ги препознаат страните тела кои всушност ги нарекуваме антигени, така што може да се препознаат и потоа може да се неутрализираат. Сега, во природата всушност постојат огромен број на антигени, значи од секакви организми, значи огромен број на бактерии, различни видови на црви, габи, тука спаѓа мувли, квасци и така натаму и така натаму. Значи постојат огромен број на антигени. Се проценува, ова се општи проценки, значи дека има 20 на 8 различни видови на антигени. Значи тоа е огромен број, огромен број. Сега, чим има 20 на 8 антигени, можни антигени, нашето тело, нашиот имун систем би требало да ги препознае сите, да може да се врзе со нив, за да може да ги неутрализира. Односно треба да генерира барем толку така различни видови на антитела. Сега, како успева да создаде толку различни видови на антитела? Значи, кога зборам 20 на 8, не зборам 20 на 8 антитела. Значи 20 на 8 различни видови на антитела. Значи тоа е огромен број. И сега ќе видиме како всушност тоа го прави. Прави нормално еден пократок вовед, па понатаму ќе идеме малце подетално. Сега, антителото самото по себе има протеинска природа. Значи изградено од аминокиселини и се кодира од ДНА и ќе направиме едно мало подседување на тоа. Но првично да видиме како е изградено. Значи главно е изградено од два тешки синџири. Значи ава ќе ги бележам. Значи ево не мора толку да биде долго. Значи имаме вака тешки синџири. Тешки синџири, значи тие дека се поголеми синџири, затоа ги нарекуваме тешки. И два лесни синџири, кои ги правиме овдека вака. Така има една како Y форма, и затоа обично ги бележиме така како со Y. Така како буквата Y имаат форма. Сега, спомнавме уште минатото видео, но имаше слика каде што гласеше дека овој дел, вака кај што го бележам, значи вака до тука некаде, и ова надоле се, така, значи ова се надоле, е константен регион. Така, ева ќе обележиме дека ова се вака е константен регион, односно за сите антитела е ист, релативно ист, најчесто ист. Значи секвенцата на аминокиселини останува иста за тие. Додека овој горниот дел, тој со кој се врши препознавањето на одредените антигени, е варијабилен. Така, значи тој, овој вака дел, и за тешкиот и за лесниот синџир, се варијабилни. Односно променливи. Сега, накратко само ќе објасниме како се создава протеин, така, односно како зависи од ДНА. Да речеме ако имаме една клетка и во клетка нели имаме јадро. Сега, во јадрото имаме генетски материјал, ќе забележам вака како ДНА, и самата ДНА се содржи од има нели нуклеотидни бази, пример А, Т, Т, пример Т, Т, Г, С и така натаму и така. Но и комплементарните од другата страна. Сега, секој триплет од бази всушност кодира за одредена аминокиселина, но првин ова се препишува, значи се прави транскрипција, се прави месенџер РНА, која еукариоти се процесира, процесирање на месенџер РНА, па прави незрела месенџер РНА, па тоа ќе искочи од јадрото како зрела месенџер РНА и ќе се прикачи на рибозоми, значи ќе дојде тука, ќе се прикачи месенџер РНА-та и ќе почнат различни аминокиселини кои се наоѓаат во цитоплазмата да се носат као рибозом и ќе почне да се формира еден протеин. Овој протеин понатаму има шаперони, има други некои протеини кои ќе натераат да влезе во правилна форма и например дека се прави друг протеин и овие два протеини сега ќе се приспојат, така направат еден посложен протеин и всушност тоа што го добиваме, од дека ќе го добиеме
антителото. Така, од овие два протеина. Да речеме дека ово е лесниот синџир, а ово е тешкиот синџир. Така, и ќе отидат двете и ќе го направат. Иначе овдека само набележам, зашто не сум бележал. Значи, овие портокаловите се лесен синџир, додека ова големото, со некоја си бледо виолетова боја, е тежок синџир. Сега ова, ако би го сумирале и би ставиле на дефиниција за што е ген, значи всушност ако извлечам ДНА надвор и не ја цртам ко спирален хеликс, него ја нацртам само како една линија, нели овдека всушност овдека имаме различни базни парови А, Т, Т, А, Г, С и така натаму и така натаму. Така, ако земеме одреден сегмент од ДНА, значи одреден сегмент од ДНА кој што кодира, нели пред се прави месенџерен транскрипт, транскрипција, па потоа иде процес на транслација и ќе стигнеме до протеин, како што видовме дека горе. Ќе добиеме некој си протеин. Значи одреден сегмент од ДНА кој кодира за одредена функционална молекула, најчесто протеин, се нарекува ген. Така, значи ова е еден ген. Не мора секогаш да кодира протеин, значи може да биде например некоја функционална ерена молекула, но најчесто ќе биде протеин и тоа го нарекуваме ген. Значи имаме различни гени кои прават различни протеини. Сега интересното е дека ако вака ги собереме сите гени, така, имаме тука еден ген, имаме тука еден ген и сите прават различни видови на протеини, така изгледа вака, изгледа вака некако и така натаму и така натаму. Ако ги собереме сите гени кои прават некакви си функционални единки, искача дека само 5% од целиот код кодира за дадени протеини или пак за функционални молекули, дека 95% не кодира за ништо. Сега, кога викаме не кодира за ништо, прво тоа се викаше junk DNA, така значи 95% ја вика како junk DNA, како ѓубре DNA, но денеска не е сигурно, значи има епигенетика, има различни начини на кои таа junk DNA е всушност многу важна. Иначе има таму делови кои стварно се junk, кои се еволутивно ѓубре на некој си начин. Но зашто ова го објасно? Па, интересно е дека ако видиме дека овие 5% кои опфаќаат, значи вака ако ги гледаме гените, искача нека 30.000 гени, и ако речеме дека секој од нив прави различен протеин, како со тие 30.000 протеини, наводно, значи тука има и една на молекули, но да речеме дека сите се протеини. Како во тогаш, нели имаме 30.000 протеини, тоа значи, добиваме толку голема разновидност. 20 на 8. 30.000 не е 20 на 8, 30.000 е многу помалку. Така, како со толку малци гени, добиваме толку многу различни антитела. Така, нели реков дека антителата се протеини исто така. И ова било многу конфузно, добро, на некој начин може до некаде да се објасни. Например, овој протеин и овој протеин ќе се спојат и ќе направат нов вид на протеин. Така, добро, ќе го земеш тоа у предвид дека стварно се спојуваат различни протеини и прават нови видови на протеини, така што овој број ќе се зголеми, ама пак не добиваш доволен број. Пак ти фалат уште. Понатаму можеш да воведеш и алтернативен сплайсинг. Сега не можам тоа да го објаснам, тоа го има таму по видеото со молекуларна биологија или пак во генетика побарајте, некаде во транслација беше. Значи алтернативен сплайсинг, кај што можеш да добиеш уште поголема варијација на протеини, но кога доаѓа во прашање антителата и алтернативниот сплайсинг не е доволен. Иначе алтернативен сплайсинг за некој кој не сака да го гледа видеото, на кратко би било, например, го земаш овој ген и го комбинираш заедно со овој ген, ама например не го сакаш целиот ген, го сакаш само овој дел од првиот ген и го сакаш само овој дел од вториот ген. И ги мешаш така и правиш ко трет ген, кој е комбинација од првиот и третиот. Така, можеш да правиш уште многу повеќе комбинации, но тоа е пак симплифицирање, но окей. Значи, и да користиме алтернативен сплайсинг, пак не добиваме доволно антитела. Ајде сега да видиме како всушност тоа се случува. Значи, првин треба да започнеме од, сега накратко само ќе спомнам, дека во кајата големиот диверзитет на антитела се случува кај Б и Т клетките. Така, значи, тие беа главните за стекнатиот имунитет, и затоа ова го зборам пред да збориме за стекнат имунитет. Сега, овие клетки созреваат на различни места, значи Б клетките од самото име созреваат во bone marrow, односно коски на срцевина. Така затоа се нарекуваат Б, а Т е во тимус. Така, значи во тимус. Сега, тие на почеток немаат толку
диверзитет на гените. И сега ќе видиме за што мислиме по тоа. Иначе, главно дека збориме сега ќе се задржиме на Б клетките, бидејќи релативно него полесно е да се објасни на нив, дека сличниот процес што ќе збориме за Б клетки всушност важи и за Т клетките. Добро, да го видиме како изгледа генетскиот материјал, значи оваа плавата линија е ДНА кај Б клетката. Таа поминува низ различни фази на созревање, значи нема сега да ги разгледаме тие, но ќе видиме што се случува при секоја фаза на созревање. Значи првин, нормално ако ова е ДНА, таа нормално дека има различни базни парови, така, тие се различни базни парови, само што не ги бележам. Тука нормално си има А, Т, Т, А, Т, Т, А, Г, С и така натаму и така натаму. Така, само на што ги бележам, се подразбира дека се таму и ја бележам целата ДНА како само една плава линија, како да биде поедноставно. Сега, имаме одреден дел од ДНА, така, кој што кодира, значи овој целиот дел овдека, кодира за константниот регион. И ќе бележиме со С. Значи тој цел дел кодира за овој константен регион кај сите антитела што е исто. Сега тој се состои од различни региони, значи ако го бележам како едно големо С, не е тоа всушност вистина, бидејќи ако ова целото е С, да речеме овдека имаме одреден ген, па имаме интрон, например, место кое што не кодира, одесно е како спейсер поставено помеѓу двата гена, па тука имаме еден помал ген, например, па имаме на крај уште еден вака ген поголем, и така натаму и така натаму, но овој целиот вкупниот регион е таму кај што се кодира за константниот регион на антителото. Сега, тоа е константниот регион. Но исто така, имаме овдека вака со фиолетова боја ќе бележам, овој цел тука регион, вака, ќе фатиме на поголемо, овој тука цел регион е варијабилниот регион. Така, че овој ќе обележиме со В. Или, нема да го бележиме со V, бидејќи внатре него има исто V, ќе запишеме само дека ово е за варијабилните делови на антителото. Сега, внатре во варијабилниот дел од ДНА кој кодира за варијабилните делови, имаме различни видови на сегменти, односно региони. Значи првиот нека биде, ќе речеме дека од тука вака некаде до тука вака некаде. Така, и ово е V регион. Односно V гени имаме кој стои за variable. Така, значи за варијабилни. Не се пишува вака сигурно. Но не ни е сега тоа битно. И сега и овдека повторно си има, например, овој дел е еден ген. Така, па тука повторно има празен место, односно интрон има. Тука пак имаме некој си помал ген, така пак некој си поголем ген. И така натаму и така натаму и ги бележиме соодветно. Значи овој ќе обележиме V1, овој ќе обележиме V2, V3 и така натаму и така натаму. Сега имаме уште еден сегмент од гени, ќе обележиме со зелена боја, например од тука до тука нека биде. Овој ќе обележиме така со зелени гени, повторно имаме некои си помали, имаме некои си поголеми, кои измеѓу нив има интрони кои не се кодираат, потоа се сечат тие со сплайсинг. Така и овие се бележат со буквата D. Така, значи имаме D1, D2, D3 и така натаму и така натаму. И овој D стои за diversity. Значи diversity. Осно разновидност, така. И на крај ги имаме, ќе ги бележам со црвена боја, повторно гени кои се наоѓаат во варијабилен регион, ова е сегмент на гени, повторно имаме некои си помали гени, некои поголеми гени, така и помеѓу нив има интрони кои ќе ги бележиме со J. Така, значи имаме J1, односно J, J2 и така натаму и така натаму. И J стои всушност за joining. Добро, значи тоа е основата. Сега. Сега стане малце покомплицирано и натаму уште покомплицирано, но интересното е што иако станува комплицирано, ние пак сме во општиот дел. Значи понатаму
кога ќе збориме за имунологија, како што реков, се ова повторно ќе повториме, само што многу подетално, тоа ќе биде интересно. Значи, ова е оставен преглед. Сега, интересно е дека за тешки синџири, за тежок синџир, ги има овие V, D и J, односно J, сегменти во овој варијабилниот регион и константниот се добро, константа. Сега, кај лесниот синџир постојат само В и Ј. Така, и константниот. Значи, D го нема. Значи, кај ДНА локусите, така, значи на хромозомите, кај тешкиот синџир има ВДЖ сегменти, кај лесниот има В и Дж, В и Ј. Океј. Сега, друго малце комплицирање е што, добро, тешкиот синџир, сега гените, мислам, овој генскиот локус, ова С сегментот, Д, Ја, целиот тој варијабилен дел, се наоѓа на ДНА во 14-тиот хромозом. Значи Х14 ги запишам. Значи на 14-тиот хромозом. Сега, за лесниот синџир од антителото, всушност може да биде кодиран од генски материјал кој се наоѓа на два различни хромозома. Од лесниот всушност можеме да добиеме ламда лесен синџир и можеме да добиеме капа лесен синџир. Така, значи ламда се наоѓа на 22-тиот хромозом, односно X22 ќе забележиме, додека капа се наоѓа на вториот хромозом. И ова всушност е, например, нели знаеме дека генскиот материјал всушност се организира во хромозоми која приделба клетката. И всушност нели го имаш овдека, например, ова е 14-ти хромозом, има некоја си ваква структура хромозомот и например овдека е генскиот локус. Така, со двете алели. Каде што се наоѓа ова. Така. Например, на 22-тиот хромозом, да речеме тој е помалак хромозом, и на вториот, кој е голем хромозом, има, например, овдека е генскиот локус за овој и овдека е генскиот локус за овој, пример. И на нив исто има вакви, нели, ДНА, каде што, бидејќи збориме за лесен синџир, имаме само С регион, имаме В и Ја. Така, имаме В и Ја, имаме С. Немаме Д. Добро, сега прво ќе видиме како се добива диверзитет во однос на тешкиот синџир од антителото. Значи прво идеме, значи првично ќе збориме за тежок синџир. Сега, рековме дека тешкиот синџир се наоѓа на 14-тиот хромозом, нормално двата хромозома, бидејќи идат тие во парови, не е еден хромозом, имаме 23 пара хромозоми. И сега имаме ДНА. Така, значи ова е ДНА, кој отплеткаме нели од хромозомот. И овој дел дека што сум го извадил е тој кој кодира за правење на тешкиот синџир. Така. И сега си имаме дека на почеток има лидер, нормално за да се знае каде се транскрибира и така натаму, но имаме овдека гени. Така, имаме еден ген, имаме овдека, значи, интрон, овој дел кој нема тука дел кој кодира, тие понатаму се отстрануваат, имаме друг ген, имаме трет ген и така натаму. И вие ќе бележиме, ова е константа 1, или ето згоре ќе ги бележам, C1, C2, C3 и така натаму. Значи овој регион и така натаму ќе бидат гените кои кодираат за константниот дел од тешкиот синџир. Сега, видовме преходно дека ги имаме вие, нели, пренгујаме овој В регион, така имаме тука В гени. 1, 2, така ќе ставиме 3 и ќе ставам 4 гени. 4 В гени. И ќе бележиме дека ово е V1, V2, ќе идеме да речеме овој дека е V7 и ово е, не знам, V20. Иначе всушност имаме 40 вакви, така од 1 до 40 вакви
гени во овој V сегмент. Добро, понатаму идеа D гените, со која боја преска и бележав, која беше зелена или не е толку битно, ама да бидеме малце константни. Да, со зелена боја, окей. И да D, така ќе бележиме тука имаме D, имаме уште еден D, ставиме 3D гени дека има и ќе речеме дека ова е D1, ова е D4, тука има некој гени измеѓу и тука ТДТ, D8 и така натаму. И колку D, различни какви D гени имаме? Имаме до 23. Така, 1 до 23. Какви D гени во D сегментот во варијабилниот регион. Така. И сега последните беа J или J. Сега преска сум ги бележал со црвено, сега ќе бележам со жолто, зашто константно ги бележам со црвено. И ќе бележиме тука дека имаме 1, овие такви помали ќе ги бележам, 2, 3 и всушност имаме, значи ова ќе биде 1, 2 и ова ќе биде 6. Така и тука измеѓу имаме празно, мислам ќе ставиме точки. Значи овакви имаме 1 до 6 J или J гени во J сегментот. Е сега, првиот процес што се случува е всушност, ако идеме надоле, така повторно имаме ова DNA, нема ги бележам C и V, постојат него. Првин се приспојуваат D и J. Така, она што се случува? Например, изберете си кој било. Например, го сакам да го изберам D14, пример, и сакам да го изберам J5. Така, и што ќе се случи? Сите овдека гени кои се наоѓаат помеѓу D14 и J5 ќе бидат отстранети. Така, значи овој тука цел вака дел ќе биде отстранет, така што овдека доле тоа што ќе остане ќе биде, например, ќе идат тука гените, D гените, ќе идат од D1, ќе идат се до D, нека биде D14 и тука ќе почне, ова ќе биде споено, веднаш до него ќе биде залепено, ќе биде J5. И дека ќе си биде J6, бидејќи ги имам само 6 такви. Значи, сите овие што беа од 14 до 23 на D, така бидејќи нели имавме D до 23, сите тие се отстранети и сите кои беа од 1 до 5 на J се отстранети. И всушност ги споивме дадени D гени и J гени. Ова е рандом, така, значи може да биде D1 со J6, може да биде D4 со J2. Значи нема врска. И овој процес кај што одреден D сегмент, одреден D ген и одреден J ген ќе се приспојат е D J всушност рекомбинација. Така, значи и сега ти всушност вака можеш да добиеш многу комбинации. Така, значи можеш да добиеш секој од овие 23, така, значи секој од овие 23, ако го помножиме 23 го помножиме со 6 можни за ова, тоа ќе биде 6 по 20, 120, 6 по 3, 18, 138. Така, тоа ќе биде 138 можни комбинации. Сега тоа не е премногу, така, но сепак го зголемува диверзитета, така, значи можеш да добиеш различни комбинации. И тоа само првиот чекор. Значи, ај вака нека оставиме 138 комбинации. Се сигурно има некои работи кои не сум ги земал предвид, например, тука вака може да се сплајсне, тука вака, зависи кој интрон се фаќа, искачат повеќе, но окей. Е сега, откривавме D J рекомбинацијата, идеме на наредниот чекор, кој што е всушност V D J рекомбинација. Така каде што повторно ако ја направам истата DNA, повторно си го имаме C сегментот на крај и така натаму, но сега овдека нели ги имаме овие V региони и претходно ги имавме, само што не ги бележев, тука си се тие. И сега например имаме V10. Така дека има натаму и натаму, небитно. Сега V10 ќе се спои со овој претходно споениот што ни беше D14 со како не беше со J5. Значи сега се што е овдека измеѓу помеѓу V10 и ова се ќе биде ова избришано. Ќе биде пресечено. Така што тоа што ќе остане, сега ова требаше тука сега да го направам, всушност DNA, каде што ќе ги имаме овие V гените, така V1,
V2, V3, така натаму се до V10. И сега на V10 тука одма ќе дојде D14, ќе дојде J5 и тој еден J6 што останал. И тука ќе останат овие C гените. Така, значи тука си се C1, C2, така натаму и така натаму. Сега всушност можеме овие 138 кои преходно ги имавме, значи 138 да ги помножиме по 40 различни V кои може да се приспат со тие 138 различни комбинации, тоа ќе добиеме 5520. И сега од кој имаме ваква DNA, врз незе ќе се изврши транскрипција, така значи ќе се добие RNA транскрипт, така ќе се добие RNA транскрипт, и од тој RNA транскрипт понатаму ќе добиеме протеин, односно ќе добиеме тешкиот синџир. И ова всушност би изгледало на следниот начин. Значи тешкиот синџир преска го нацртавме вака. Јавме тежок синџир. Каде што овој до тука вака дел бил ова се со С. Така, значи ова е константен. Овој ништо не му менувавме. Тој е константниот регион. Додека овдека врвот, што ќе биде? Значи ќе го имаме вака со жолта боја. Ќе бележам вака. Овој дел ќе биде J5. Така. Овој дел тука ќе биде D14 и ова на врвот ќе биде V10. Е добро, истото од другата страна. Ева, само ќе ги бележам со бои, значи виолетово, зелено и жолто. Е сега, не се 5520, бидејќи реков овдека кога ќе имаме RNA транскрипт, врз тој RNA транскрипт ќе се врши сплайсинг, алтернативен сплайсинг, кај што ќе се добијат уште повеќе комбинации и ќе се добија ова V, D и J. Е сега, имаме овдека уште поголемо зголемување на диверзитетот со тоа што внатре во овој вариабилен регион, значи овдека цело време што го разгледувавме, така, значи внатре во овој вариабилен регион, при секоја нова Б клетка се дозволени мутации. Значи во ниту еден друг дел од ДНА мутациите не се дозволени, така, значи не смееме да имаме мутации, ама овдека смееш да имаш мутации. Така. Значи мутациите се дозволени. Какви било мутации прави, мешај го колку сакаш тој дел. Така, значи мешај го да стане уште поразнолик. Добиваш сосема нови видои гени. Друга работа, што уште повеќе го зголема диверзитетот, освен што се дозволени мутации, кај тешкиот синџир, кога имаме оваа D J рекомбинација, така, овдека на различни места, кај што бележам со бело, е дозволено додавање на нуклеотиди. Значи дозволено е додавање на нуклеотиди. Ајде ќе напишам додавање, зашто иначе вака изгледа смешно. Значи дозволено додавање на уште нуклеотиди. Нуклеотиди што не биле таму у ДНА, ти ги ставаш и додаваш нови базни парови. Значи освен што има мутации и ти правиш дополнителни мутации у наводници. Така, значи можеш да додаваш нуклеотиди таму за да правиш уште повеќе у наводници, значи да го измешаш, така што бројот не е 5520, тоа е многу поголем. Значи ти нуклеотидите можеш да ги додаеш помеѓу кој било гени, така, значи можеш да ги додаеш внатре у генот. Внатре у генот. Во кој било ген можеш да ги додаеш. Можеш да имаш мутација претходно во кој било ген. Значи секоја клетка ќе има различна мутација во секој ген. Во секоја мутација, например во еден ген, некоја друга клетка во друг ген ќе има мутација. Значи секоја Б клетка ќе има различна мутација. Секоја Б клетка на различно место ќе има додадено нуклеотиди. Секоја Б клетка различни D гени, различни J гени, различни V гени ќе има избрано. И на крај добиваш еден тежок синџир од антителото кој константниот регион му е секогаш константен, а вариабилниот му е толку измешан така што нема
две бек клетки кои ќе бидат исти. Сега се прават огромен број на бек клетки, така што уште повеќе да зголеме шанса дека нема да бидат исти, го имаме лесниот синџир, така кој се наоѓа овдека. И сега ќе збориме за него на кратко. И само имате на памет дека лесниот синџир имаме два вида на лесен синџир. Нели реков дека можеме да имаме капа или можеме да имаме ламда. Така значи тоа е уште поголемо зголемување диверзитетот. Сега, кога го обяснивме создавањето на тешките синџири, лесните синџири ќе биде релативно едноставно и само брзо ќе го поминеме. Значи повторно си имаме DNA која ако е за ламда беше на 22-иот хромозом, додека за капа е на 2-иот хромозом, или обратно беа. Мислам дека вака беа. И сега повторно и они си имаат константен дел, си имаат V гени во V регионот и си имаат J гени во J регионот. Така. Сега истото се случува, например, овдека, само што овдека имаме 1 до 38, овдека повторно се стои од 1 до 6. И сега, например, сакам случаен избор, например, V14 да се спои со J3. Така, и се што е помеѓу V14 и J3 ќе биде еден вид избришано, ќе видиме како. И на крај ќе имаме приспојување. Така, значи ќе имаме приспојување и ќе се добие DNA, каде што ќе бидат овдека, значи V, ќе бидат V1 се до V14 и овдека ќе биде кај V14, одма до него ќе биде залепен J3 и ќе бидат тука до до J6 и ќе си остане константниот регион. И понатаму си го имаме ова, ќе премине во ќе се направи еден транскрипт, така ќе се направи еден транскрипт. Врз него ќе има сплайсинг, алтернативен сплайсинг и на крај ќе се добие од него протеин. Така и тој протеин всушност ќе биде лесниот синџир. Така тој протеин ќе биде лесниот синџир, каде што ќе бидат наредени соодветно, например V14 и тука ќе имаме J3 и ќе си го имаме и одека C. И сега имаме создавање ново на лесниот синџир. Сега, ако ги помножиме сите можни комбинации, значи не се 3520, него се многу повеќе, како што спомнавме, да речеме дека имаме X вредност на комбинација тежок синџир, ги помножиме по Y комбинации на лесен синџир, се добива еден огромен број Z. Така, зашто овдека кај лесниот синџир исто и овдека може да се додаваат дозволени се мутации, може да се додаваат нови нуклеотиди, овдека нели дозволено и се мутации. И добиваш еден огромен број на можни лесни синџири, огромен број на можни тешки синџири и огромен број на кои можеш да ги комбинираш лесните и тешките синџири. Значи овдека само ќе запишеме дека е за лесен синџир, нормално го рачкљакав, малце не ги пишав сите букви, бидејќи веќе едноставно видовме како е, како кај левиот, кај тешкиот синџир ќе беше, само што немаме D регион, едноставно V со J ќе се приспојат и повторно и овдека, како што реков, важи дозволени се мутации, дозволено е додавање нуклеотиди и така што се добиваат огромен број на видови на лесни синџири. Сега само на кратко ќе спомнеме како се одвива всушност ова дека бришење. Така, значи викам, пред ќе се приспојат D14 и J5. Така, како ќе се приспојат? Што ќе се случи овдека? Ова како ќе го отсечам? Сега тоа е многу посложена молекуларна машинерија, има како тоа всушност се случува, но ние ќе пробаме да го сумираме, значи на некој си лесен начин. Да речеме дека ова е DNA-та. Така. И овдека го имаме некаде си D14, овдека некаде си е J5. Така и сакаме сега да ги споиме. Се ова измеѓу сакаме у наводници да го избришеме. Сега, како тоа ќе се одвива? За да видиме како се одвива, треба да кажеме дека пред овие гени постојат, вака со виолетова боја што ги бележам, спейсер секвенци. Така, едната има 12 сегменти, другата има 23 сегменти. И ова е битно за да не се врзе D со D, да не се направи некој проблем. Но,
Поентата е за овие 23 или 12 спейсера секвенции, значи овие се спейсер, баш како спейс, како просторни секвенции, се врзуваат дадени протеини и протеини ќе бележам со оваа боја нека биде. Значи тука ќе се врзе еден протеин. Значи овдека ќе се врзе исто таков протеин. Значи ова е вака. Протеин RAG 1 и 2. Или 1 заприка 2. Исто и овој. Така, значи ова е истото тоа. Сега, кога ќе се врзат тие два протеини, сакаат да се приврзат еден до друг. Така е, сега за да се приврзат еден до друг, всушност ќе извиткаат ДНА на следниот начин, значи идеме сега дека нагоре. Ќе извиткаат ДНА така што ќе дое вака, ќе се направи како една јамка. И овдека сега го имаме D14, да не ги бележам имињата, ги знаеме, овдека ќе биде J, и овдека со нив ќе бидат прикачени тие протеините. И они сега ќе се приспоат еден со друг и ова целото ова парче, овдека, целото ова парче ќе го откачат. Така, значи целото тоа парче ќе се откачи и тоа што ќе остане е всушност, вака како идеме нагоре, ќе иде вака, дека ќе остане D генот, дека ќе остане J генот. Така, кој беа? J5 и D14. И сега кога гледаме овие краеви кои штрчат, има други протеини кои се приклучуваат овдека, Q70 и Q80, кои што на некој начин пробуваат да ги затворат, да почнат поправка да прават, бидејќи имаме два краеви на ДНА кои штрчат без везе. И сега всушност ги имаме двата краја, че вака сега ќе направиме. Го имаме тука D, го имаме J, крајот. И сега всушност овдека може да дојде уште еден ензим кој има протеинска природа, D, чие што има е всушност терминална, деоксинуклеотид, деоксинуклеотидил трансфераза. Трансфераза. И тој ензим всушност додава нови нуклеотидни парови ако сака измеѓу двете секвенции или пак да, може да додаде до 15 нуклеотидни парови, односно направи 15 базни парови. И да го зголеми диверзитетот, ако не, едноставно тоа што ќе се добие ќе биде нели вака како што си е и ќе си го имаме овдека приспоено D и J. И нели овдека што си остануваат J гени и D гени ако имало пред тоа. Добро, значи тоа е опишан процесот. Сега нормално на молекуларно ниво е многу комплексно, ние вака го гледаме, добро, и вака се доаѓаат протеинчиња и се го средуваат, ама прашање е како протеинот знае да е таму, како се врзува, како сече, како ова, како тоа, и така натаму, ама тоа е приказка за друг пат, значи тоа е молекуларна биологија, нема да навлегуваме у тоа многу. Но добро, сега видовте како се добива големиот диверзитет на антитела, така што нашиот имун систем може да ги вметне тие антитела во Б клетките, во Т клетките, така што имаме огромен диверзитет и можеме да одговориме на различни антигени кои би можеле да ги внесеме од надворешната средина. Ве благодарам што гледавте и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме за стекнат имунитет.